Легендарниот македонски светски гитарист Владко Стефановски овој викенд настапи пред македонската публика како дел од концертот All You Need Is Love. Сцената ја делеше и со хрватскиот музичар Джибони, но пред двајцата пријатели да настапат, виртуозот на гитара не прими зад сцената, каде поразговаравме за кариерата, концертите во 2018-та, но и за неговиот брат Горан Стефановски. Добро вечер, господине Владко. Често да ви имаме во ексклузив. Како сте? Добро, фала. Се гледаме непосредно пред концертот на Джибони. Вие ќе имате ваш перформанс. Што ќе понудите на македонската публика? Па концертот прво ќе свириме ние со триото мое. Ќе отсвириме колку што ќе отсвириме и после тоа ќе свири Джибони и после тоа на крај ја ќе се приклучам кон неговиот перформанс и така натаму. Ние прво е среќа што сме тука, затоа што вчера беше магла во Скопје, ни еден авион не слета. И ја кога слетавме не можев да верувам дека сме слетале. Значи тоа е добро што стигнавме на концерт. Бевме вчера во Риека, завчера во Загреб, имавме многу успешни концерти и го свириме стандардниот репертоар, тоа што го свириме обично и тоа е тоа. Дали можеби вие имате... Морам да признаам дека сме стварно во добра работна температура, затоа што имавме доста концерти, патувавме заедно, бевме во Австралија, така да стварно сме онака со загреана машина. Дали вие имате омилена песна од Джибони? Да, имам. Дивли цвит се вика. Свирам ја таму, да. Ќе изведете вечерва? Ја се надевам, да. Ако не се кидам у гардероба кај него да го натерам да свириме, таа ми е омилена. И Либаре на второ место. 2018 полека навршува на професионален план, што е оно што ќе го одвоите како хајлајт на истата? Па хајлајт е тоа што оваа година ми е рекордна по број на концерти и по број на настапи, мислам дека од тоа памтам за себе ова е. Мислам дека повеќе од 70 концерти има. Тешко е да ги изговорите, а не да ги отсвирите. Или замислете како е да се стигне до тие градови и да се вратите назад. Како помина турнејата во Австралија? Феноменално. Феноменално, за мене е откровение. Навистина сум одушевен, долго години одбивав да одам тамо, поради должината на летовите. Така добив некои чудни понуди од тамо, ама овој пат решив, ме кандисаа конечно и отидовме со триото, отсвиревме Сидни, Мелбурн и Перт и беше стварно фантастично. Јас сум одушевен од таа земја. Нема да ве прашам ништо за професионалниот живот, меѓутоа само ќе ве прашам како да го зачуваме ликот и делото на вашиот брат, кој што навистина не задолжи не само за овие генерации, за генерациите кои доаѓаат. Јас да ви кажам, не е моје да одлучувам за тоа, меѓутоа морам да изразам благодарност на целата наша јавност, која покажа огромен респект, огромна почит кон неговиот лик и дело, да кажам. Дали ќе има споменик, биста или некој објект ќе се крсти по него, тоа е веќе помалце важно. Важно е што јавноста изреагира навистина емотивно. До мене стигна стотици пораки со сочувство и... Неколку минути по нашето интервју, на сцената се појави тој, легендата Владко Стефановски со неговото трио. Маестрално ги отствери Скопје, Бистра вода, Јовано Јованке, Gypsy Song, а публиката уживаше во неговото музицирање. Ако за време на минатите концерти на својот татко, младиот Јан беше дел од публиката, овој пат тој се појави на сцената. На изненадување, но и во одушевување на присутните за време на концертот, младиот Стефановски го покажа својот талент на тапани и застана рамо до рамо со својот татко. В 2018 година и на приватен и на професионален план беше турбулентна за Владко Стефановски, но за среќа истата полека изминува. Ние ќе му посакаме здравје, љубов и уште многу успешни концерти, а тој на сите вас ќе ви посака. На македонската публика и сакам добри концерти, и сакам добро расположение, и сакам прво добро здравје. Не само на македонската публика, на сите македонци и македонки и сите граѓани на Република Македонија,
Им посакувам добро здравје, им посакувам чист воздух, што помалку стрес, што повеќе убави моменти, убави мигови во животот. Ве благодарам. Ви благодарам и вам.